Не беше. Не бе, директорот кој отвори? Заклучија. Ај вие отворите се, гледате го. Внатре има трекорци. Ама чекај, обидете си вие да отворите. А зашто? Зошто заклучи? Мелина, секретар. А со полицијата се внатре и... Полиција има внатре? Да, 20 има од полицијска станица дека. Ајде ве молам. Не ве молам, идам работа. Да, ма јас сакам да влезам. Мојата секретарка. Кој е директор? Дека на задължностите на општината има некој друг. Да, и снимете го овој циркус, да снимете го. Не е проблем. Министерството за образование и наука. Може да Јас Министерството за образование и наука да ја завршам изјавата со полицијата, па ако треба повторно ќе ве повикам. А полиција? Вие никогаш нема да не повикате. Полиција во училиште Вие никогаш нема да не повикате нас. Директорке, кој ви даде право пред 2 дена со 4 полицајци да ги тормозите учениците тука, кажете ми? Вие треба да сватите едно. Основно училиште 11 октомври е јавна образовна институција, каде што треба децата да ги школува и да ги одгледа. А ова не е партиски политизирана установа. Кога ќе го сватите тоа, ќе сватите што сакаат да ви каже гласот на родителите на овие деца, да знаете. Немаше да ме молиш ти мене. Да знаете. Не А ова што сте смеете направиле да избивате фалсификат, директорке. тоа ќе стигне законот, да знаете. Да знаете. Кога ќе има? Не се обраќаме кон директорот. Комуницирајте, не пишувајте дека ви се обраќаме. Зашто, само моце, зашто не кажавте дека прошлата година у мај месец имаше 7 деца влечени тука од овде да сакат да ги киднапирате? Не се судете, знаете. Да. Знаете. Јас што зборувам? Знаете. Јас донесам доказ, а вие знаете многу добро. Вие се јавите родител и плачевте на родителот. Мене ми кажа. Што го правите? И кажавте дека ќе го средите тоа. Плачевте на телефон. Што да не може? Што е полиција? Затоа што еве јас ќе ви кажам јавно, имаше човек од Косово кој што имал покушај 7 деца да фати за врат. Децата биле со белек. 10 дена пред крајот на годината на школската година се случува тоа. Момент, кога тоа се увиде, се увиде. А значи каде се пријавите до полиција? Значи се увиде се случило. Мене гирате. полиција се евидентира. Зашто? Дайте ми деловодник. Зошто не е Зошто не е свикан училишен одбор и совет на родители кога има безбедносни проблеми во училиштето? Како хаос направивте од кога сте дојдени. Имајте малце морал и етика што правите, господјо. Вие никогаш никого нема да повикате, пошто секој сидите крајно тајно, си ги правите работите без никој да знае и си се упаднувате на сред часови, ги малтретирате децата, ги малтретирате сите. Јас ви кажувам. Имам сведоци и ќе ви ги донесам и дечињата ако више до толку треба да Децата ви одиме. бараат. Ние родителите бараме, вие немавте слух. Децата ви кажаат дека ја сакаат старата наставничка, вие што направите? Говорите деца, кој ќе ви го дам, тој ќе биде. Едно дете ве прашало на часот. Зошто не е наставничка Жане? Што сте одговорила, не е ваша работа. Чија работа е тоа? Ако вие како директор не сте способни да му одговорите на моето дете, јас што да му кажам дома? Кажете ми што да ви кажам? Што да му кажам? Директорке, дали е во ред 7 години училиштето да има Психолошки се директори, травматизирани а од 1 септември школата да функционира како што треба? Односно, да имаме хигиена, да имаме храна. Вие дајете 2 години поред 2 месеца немаме храна. Само малку да ми слушате. Да ми слушате. Сведе директорот што рече тоа? Да ми слушате. Ние знаеме кога сте дојдени вие. Не знаете. Знаеме. Ние сега во септември не ни кажавте дека со анексна договор може да се реши храната. Тоа ви беше договорено многу лошо во однос на нашите деца. Али нашите деца веќе нема да трпат, бидете сигурни за тоа. Моето дете и нашите деца не се скапани на волчино до едно дрво. Има да одговарате за тоа. Не аргументни, според вас се не аргументни. А кои се аргументите? Педагог и директор, ама изгледа ништо не сте од тоа.
Да знаете. Дали пред да се затвори училиштето за настава кога имаше наводно вирус, а не труење, што тврдам дека не е вирус. Труење беше? 110 деца не може да бидат болни, а притоа ниту еден дома во фамилиите нивни да не се разболи ако е вирус, а тука за 2 дена се расшири во такви масовни размери. Ден претходно попладнето до касно до 9:30 имавме совет на родители на кој што и вие присуствувавте. Дали ви укажав дека имате директорке проблем во тој крак на училиштето кај што учи и моето дете? Ми се јавија половина денеска од децата дека од секој оделение се отидени дома има стомачен вирус. Дали ми рековте надвор има вирус во градот Владе, така да не е ништо чудно да се работи со обичен стомачен вирус, не е ништо страшно. Ви кажав дека и да постои, што точно е, постои надвор стомачен вирус, предусловите на тие деца да се заразат таму се големи. Хигиена нула, тоалети што не функционираат, фекали, чешми што не функционираат, реа која што долго време постои, која што ја дишат децата веќе втора година. Вие што ми рековте, стомачен вирус не е ништо, не е во толкави размери како вие што го кажувате. Другиот ден викнавте институции, школата се затвори за употреба. Сите обвинувања се Не е обвинувања. Така да го Не се аргументирани 110 деца. 115 деца болни за вас не е аргументирано, господјо. А зошто го Вие затворите имате школата? проблем со вашето лекарско уверение, ја да ви кажам искрено. Немате да ме правите будали, човече. Јас сум господин родител, да. И дека моето дете учи тука, има ово училиште да биде како што треба. Вие немате грам памет, се извинете да ви кажам. Јас стојам позади тоа. Дека ова се само 20 Не се 20. Не се 20. Од општината Не е точно ништо. Не е точно. Кажете ја зошто ги зема печатите. Ако дека никакви печати Сте ги земале на боловање, сте си отишли со печатите од джепот. Не е тоа. А тука при тоа децата. Патронат на училиштето, каде бевте вие? Каде бевте? печати, значи Каде бевте на патронатот? Каде бевте на патронатот на училиштето ако толку ви е стало од училиштето? Каде? Кажете ми. би сакал на медиумите да им кажам, ако јас сум политички обоен, а моите дете страда тука, за молам логиката да ми објасните директорите. Има ли логика за тоа? Збориме за политика или збориме за наши собствени деца? Одговорете ми на прашањето. Што ми кажавте? Дека ние сме политички обоени луѓе, така? Вие имате проблем. Вие имате проблем со ориентација и со све, ја да ви кажам вас. Треба да имате доблест и да дадете оставка, директорка. Значи, најлошо. Што? Зашто повикувате полиција? Никој не ме напаѓа физички. Зашто го погледнувате полицајцот кој што по службена должност ви го довеле тука? Полицијата да се обави својата Која каже, Од кога е должност? е обиена канцеларијата, Дали сте вие која што јас треба да ја Па вршам. пуштете го човекот да се обави во моментот. Како директор, А нека излезе која човекот што да јас ги носи вас. Зошто го држи? Зошто го Ама држите? па не ја завршив изјавата. А што ќе ви за изјава сега тука? Сега Ама вие не со ја нас за имате... ова. Значи, оној момент кога ќе завршам, ќе Не ја се оправам. Директорке, сакам само да ми одговорите ова и ќе вас ставиме на рад да пишувате изјавата. Да ми одговорите на прашањето. Уште еднаш ќе ви го поставам прашањето. Дали ние 20 родители сме политички обоени, а се работи за нашите деца што учат тука? Одговорите ми. Дали на што ви личиме ние, кажете? Вие не обвинувате за ученици. Јас не обвинувам вас, јас само ве прашувам, одговорите на моето прашање. А сте родител, од седмо оделение. Ме обвинувате за наставнички за кои што им е завршен договорот и може значи да се ангажираат други наставници. А при тоа новата наставничка немаше договор. Раководниот орган значи одлучи, а вие немате никаква врска со Директорке, оделенска да настава. ви кажам нешто. Значи, ете тоа е тоа што Директорке, кажувам дека вие ме обвинувате. Медиумите за нешто снима. што до вас Слушате, маце. Не е. Два пати ви го поставувам прашањето ќе ви го поставам уште еднаш како имате проблем со ориентација. Дали ние ви личиме на 20 родители дека сме партиски обоени, а нашите деца учат во оваа школа и трпат поради вас? Одговорете ми тоа. Јас ви одговорив на Не, одговорете ми на моето прашање. Одговорете ми на моето прашање. Па нема што да ми одговорите. Сакам нешто да прашам. Сакам Ве нешто. молам, значи да Чекай малце, медиуми. Јас не завршив изјавата, доколку има некој нов момент,
Ке ве повикам, ке оставите повикам. Не е легитимен, не е. И секако ке разговараме се што треба да се Сакам да прашам. пред јавноста. За да А се решат. родителите на совет на родители ке Па разговараме. ни го откажавте, значи не се сега да се прави. Јас нисам откажала ништо. Совет на родители. Јас уште немам пристап до службениот мејл. Ви го откажал Васко Лазаревски, кој што е единствен Не, да се разбираме. Значи вака, ние бараме отчет од училишен одбор веќе месец дена скоро, бараме состанок на совет на родители писмено доставено преку архивата на училиштето, кај што бараме состанок на совет на родители за да се решат проблемите што ги имаме, а кај што треба најмногу засегнатите родители, наши представници во советот на родители во училишен одбор, да ги постават овие прашања што ние сакаме да ги поставиме. Значи тотално сме игнорирани, нити писмено, нити телефонски, нити на мејл, на никаков начин. Не сме известени зошто не се свикува совет на родители. Затоа, како резултат на ова, е оваа наша реакција што доаѓаме. А вие, ако мислите дека ние сме тука 10-20 души, сакам нешто да ве прашам. Проблем имавме со наставничките лани во февруари кога дојдовте вие во декември. Ние бевме 2 оделенија со проблемот, ве молевме на најкултурен начин, не им правите шокови на децата. Рековте нема правен начин. На совет на родители упаднавме с 60 души, значи родители на 2 оделенија. Не може никој да ме убеди дека ние бевме партиски поделени. Во тие 60 души имаше припадници и симпатизери на сите партии, па и неутрални, не обединија децата, интересот на децата. Кога почнавме децата да не ги пуштаме во училиште, свативте сериозно дека 3 или 4 дена децата не одеа во школа, најдовте сепак правен начин да го решите проблемот и да ги вратите наставничките назад со тоа што договор им дадовте до август. Дали треба, сакам да прашам повторно истото да се случи сега за ова училиште конечно да свати дека треба од корен да се сменат некои работи и да се решат пред се нашите деца да имаат основни услови за доаѓање на настава, а тек после да зборуваме за наставна програма и наставен кадар. Се она што го правам, не согласно закон. Не. Значи мајката ме праша едно, вие одговарате друго. Одговорете и на мајката тоа што ме праша. Јас не говорите мајката знае дека цело време јас гледам во интерес на децата, да помогнам се. Кој интерес имате? Да интернет наставничка, да ставите наставничка за едномесечно искуство, кој е интерес за вас? Кажете ми тоа, одговорите ми. Одговорност. А наставникот кој што му завршил договорот е безполезен. И според вас, вашите зборови ги цитирам. Ова вие како малента, али бидете сигурни. Значи, што не ми дадовте одговор, јас сега ќе ви дам одговор. Значи, ние 20 Немојте да ни игнорирате директорке. Ма не може да пишеме кога се обраќаме. Само ве молам, значи ние 20 сме политизирани. Океј. Директорка да ме слушате, ма се може да минат и си одиме на мира си пишувате. 2 сати тука. Не се барате со полиција, немате право да барате асистенција. Сакам да ве прашам нешто. Слуша го родителот, значи на Прашам, сега сме 20 родители тука, како што викате вие и вие тврдите дека ние сме политизирани. И јас ве уверувам, партиски не сум обоен, јас дојдам тука само во интерес како родител. Бидете сигурни дека за кратко време тука ќе бидат 50% од родителите и тогаш пак пред неговите ќе го поставам прашањето. Дали овие 200 луѓе се политизирани или не? Али тогаш ќе одговарате пред законот. Порано покасно ќе ме стигне законот и вас да знаете. Сега да Поздрав мене како родител, али нема да ви дозволиме никој на никого да се игра со нашите деца. Тоа се наши деца, не се твои, да знаеш. нашите деца. Не сакам веќе да разговарам, пошто ви имате на ленца виста и не ми одговарате на нашите барања. Ние ако не сме родителите тука, вие нема да постоите во оваа школа. Само тоа да го Ќе знаете. натерате сите деца да ги земеме, да не ги носиме. Ќе бидете директорка само на клупи на столчини. Зошто мислите дека не ме почитуваме?